Дигитализацијата во образовната пракса речиси невозможна. Недостиг на таблети, но и недостиг на печатени учебници. Во просек во 2 паралелки со четврто оделенци во едно училиште има доделено само 10 комплети учебници и 10 дигитални уреди за следење настава. Покажува анкетата која спроведе граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има врз основа на новата концепција. Дури дел од директорите лично ми се јавија, поразговаравме на телефон со тоа што кажуваат дека тешка е дискриминацијата врз децата кога пред очите на цел клас се доделуваат дигитални уреди само на 3-4 деца, а другите гледаат. Значи тоа е навистина тешко кога ќе се ставиме во прозорецот на очите на едно дете, тоа е навистина тешко. Дополнителен проблем за децата кои немаат интернет дома е тоа што не можат да ги осознаат содржините и видеоматеријалите, дури и да поседуваат дигитален уред, велат од иницијативата. На децата пак на кои родители им испечатиле учебници, од училиштата не им дозволувале да ги носат печатените материјали на часовите. На родителите не им е јасно зошто, кога веќе Министерството не им обезбеди. Тешко им оди самиот процес на симнување на учебниците, собарање на содржините, им ги испечатија своеволно, што и не е во ред. Треба да им следуваат на децата законски бесплатни учебници во училишта каде што нема интернет. Значи имаме и поплаки дека и некои технички услови не се исполнети. Паѓаат олуци, пропуштени кравови, а ние парите ги фрламе за дигитализација која што не е добро осмислена, има големи пропусти и не е време баш сега да ја имаме таа дигитализација, кога се соочуваме со големи технички проблеми во самите училишта. Министерката за образование Мила Царовска неодамна изјави дека родителите се тие кои треба да се побараат таблет од наставниците или од училиштата, но и председателот на СОНК Јаким Неделков истакна дека во голем број од училиштата нема доволно електронски уреди за реализација на наставата за четврто одделение. Родителите пак во понеделник ќе се сретнат со народниот правобранител и ќе ги достават сите докази и податоци кои ги добиле од училиштата и ќе бараат министерката Царовска да образложи каде се потрошените пари од Светска банка, а биле наменети за дигитални уреди за учениците.